Па, најверојатно тие што имаат. Тие што немаат кој ги бизнес. Тоа треба и мало дете од 5 години да го прашате истиот одговор ќе го даде. Значи и тие нормално. Кои? И бизнесмени, и политичари. Сакат име презиме. Значи, не сум упатена во сите тие работи, меѓутоа логиката вели да, доколку е тоа така, убаво е да бидат вратени. Ама праксата покажува дека тоа не се случува. Знаеме за многу такви ситуации надвор од државата во другите држави. Се берат пари, се изнесуваат надвор. И во соседните држави имаме такви примери, така што тоа е една реалност, за жал. А дека е правда да бидат вратени, да, меѓутоа вистината е веројатно на една друга страна. Секој што изнел пари треба да одговори, незаконски се разбира, треба да одговори пред законот, треба да има конфискување и тоа. Според информации што се шират, кои се уште не се потврдени сепак, дека има таков износ, податоците од странски институции не се проверени од нашите, би требало се да биде законски да се провери. Штом има таква информација, би требало да има и такво нешто. Но кои профили па, веројатно, бизнес и политичката олигархија. Јас сигурно не можам тоа да го знам. Пари надвор од државата се перат во странски фирми. Па најверојатно, не знам точно. Един нема наказан. И скоро докато са тие на власт, нема и да има. Народа в България народа е болен. Докато се излекува, ще минат много години. И тогава може да направи нещо добро. Сега нищо. Тие што се на власта. Секако треба да ги вратат тие што ги земат. Верувате дека ќе има таков ефект? Верувам. Со специјалното обвинителство сега. Година што ги оплячкаа сите фабрики, треба да ги вратат парите назад, така да што може да правиме мове за понатака. Предпоставам дека и политичари. Мислам, и покрај сето што се прави, може и тоа, меѓутоа да одговарат, бидејќи цел народ да пати за една неумна глава, како да кажам.